како што ви напоменав на почеток, ќе говориме за третото доба, ќе говориме за сето она што го прават пензионерите, особено во Кавадарци. Затоа нагости во утро ни е председателот на Сдруженијето на пензионери на град Кавадарци, господинот Бранко Шимов. Председателе, добро дојдовте. Добро ден, Ашле. Фала на поканата. Благодарам. Имаме многу работи кои треба да ги кажеме во утринската, затоа и ве повикавме, еве за почеток да ни напоменете, минатата недела се случи многу убав настан, каде што имавте и така убава промоција на 12 песни, 12 видеозаписи за истите и убав настан кој го организиравте во Домот на културата Ива Мазов Климе. Ајде малце од каде идејата, колку време работевте на сето ова? Благодарам на прашањето, сега ќе одговорам. Ова идеја потекна уште многу поодамна, уште претходните учесници и раководство, да не испадам дека само ние сме првите тие. Затоа што порано игророт, ова пејачката група се викаше Лоза. Потекна уште од 2003 година и имаше издадено CD. Ова е второ CD, ние ще го издаваме ова година, али ова CD е разлика од минатите пати само со песни, а ова е со видео записи, значи во живо дадено. И идејата ни почна затоа што сметаме дека нашата пејачка, тука спаѓа нормално во конекција и игрорната група, се најдобри во Македонија и заслужуваат да се издаде едно вакво уште едно ново CD и да се остави еден момент или еден белек, еден историски момент или една оставштина на идните генерации што доаѓаат, дека во некое време тие постигнале некој успех. Што не значи дека не може и натаму повеќе, што повеќе да се надоградува тоа. Значи, тие снимки беа направени из повеќе локации низ градот, не беа на едно место. Кај што требаше да биде ложијата, кај ложијата беа. Кај што требаше во виното, во винариите беа. Значи имаше некоја, како да кажа, асоциација, компонента, некоја компатибилност, сврзливост да има во тоа и затоа го направивме тоа. Опестри Сдружение во Македонија, мислам на пензионери, прво пензионерско сдружение што го направило овој проект. И проектот потекнува, реков, поодамна, не е само сега, али сега ние го корнисавме она што е. И што не значи дека натаму нема да продолжиме. Така и треба да продолжите за да оставите културно наследство на сите. На настанот беа присутни и керките на Никола Бадев, што и како е за поздрав, бидејќи верувам дека досега и не ги поканил никој да земат учество и ете како што имаме сознанија и испеа и дует и за прв пат уствари и пеа на сцената. Како успеавте да ги убедите? Ние убедим, ако се сеќавам, не знам дали се сеќавам, мислам дека гледачите се сеќаваат дека ние го организираме и кога беше 104 годишнината од раѓањето на Никола Бадев во Кавадарци, имаме еден концерт во Домот на културата уште пред 2-3 години, пред 2 години мислам дека беше. Ова е втор пат и тогаш запеа сестрите Бадеви или черките Бадеви, што ги викаме на нашиот доајан и бардот на изворната македонска народна песна Никола Бадев. И уште од тогаш и сега ги поканиме нова, за да биде малце поразноврсна, поразлична, да не биде стереотипна, се едно исто пензионери да излагат. Излези, пее, игра и заврши. Значи, затоа имаме богата, како да кажам, музичка програма. Не само музичка, имавме и од страна пејачка, да речеме, Јованка Јакимовска, учесникот во Никад не е касно, што беше во финалните борби. Се извинувам, финалните кругови на превари и она таму беше, мислам, до финалето стигна, беше гостинка, заедно се сретаме со неја во Качамак, кај што бевме емисијата и рече дека ќе дојде. И стварно не го достои, дојде. Потоа ги поканиме и го запазиме оно етнички модел, и како да го кажам, етнички момент, поканиме и Горди Влаши ги поканиме, од Влашката заедница од Скопје, и тие ви пеа убави песни, затоа што и претходно ланската година ние бевме кај нив и сега ние ги поканив. Потоа литературниот клуб Тодорка Андова испеа една, мислам, прочита една поезија, мислам, песна од Никола Бадев и така малци и со музиката одзешена ми Никола Бадев песната, да биде интересно, да биде малце поразлично, да не биде се исто, па исто.
и мислам дека и понатаму имаме нешто во план и други иновации, нешто ќе примениме и други работи, али мора малце да почнеме со некои танцови работи, ќе морам некој да промениме нешто во нашата програма, али тоа ќе го ставиме за понатаму. Така. Убаво е што работите, креирате, имате и литературен клуб каде што пишувате, учествувате и на такви настани, имате и спортски активности. Ајде подетално малце што до сега оваа година сработивте и што следува до крајот на оваа 2024 да ги запознаеме нашите гледачи. Да, благодарам на прашањето, го праша на место, прашањето ние не знам пензионерите треба да знаат, валјда и знаат, некој нормално преку нашите органи, тие што се во нашите органи имаме извршен одбор и собрание, дека ние работиме по програма. Секоја година председателот е должен да направи програма да ја прати до Сојузот на пензионери на Македонија. Во таа програма и сите ги пишуваме сите активности. За секоја година прашаме програма што сме сработиле. Значи нашите активности се одвиваат веќината за да му удоволиме на пензионерите, да му го полесниме оно трето животно доба, животот на пензионерите, да одат на не само на екскурзиите. Екскурзиите е најмалиот проблем на екскурзиите туку на преварувачкиот дел, духот на преварување, дали во музиката, дали во играњето. Потоа оне хуманитарен дел е многу битен. Ние поделиме 2000 пакети 2022. 2000 пакети не е мало. На категорија на граѓани загрозени. Некои, ако верувате, има 9000 пензија, 10.000, 11, 12, 13, 14, 15. До 15.000 им поделиме 2000 пакети. Али со чекчето до примењето, со доказен материјал, дека чекот толку му е, толку му следува. Види пакет, значи само на ранливата категорија на пензионерот. Тоа е да ги додеме тие пари, оти некои многу во Кавадарци пакетите ги деливте, па дури на сета таа ни наплатија од управа за приходи 380.000 денари наплатија персонален данок. Па кај го има тоа, само срамота е тоа. Едино здружение во Македонија што плати 380.000 денари. Тие 380.000 денари се за нас многу. Можеме многу да си пржиме други активности, вакви промоции или други настани, може уште 5-6 да организираме за тие работи. И не ги зедува тие парите, затоа што не стоело во такото пензионерите дека треба да се ослободат. И тој предлог е даден уште пред 2 години во владата, никој не се заангажира да го да не плаќаме ни данок на. Затоа што самото чекче, која пример пише таму данокот е платен тебе. Самото е да плаќаш толку пари. И дури и казна им дадува. Казна е за задружение од 300 евра, мене 50 евра ме казна како одговорно лице. Нема проблем, си ги плати од джепот, мислам, тоа од джепот се плаќа. Не смеем да плаќам преку пензионерска, тоа е кривично дело. И пошто јас сум дипломиран правен постовка, ги знам и законите. Така. И за срамото беше ние да не зема толку пари. Значи на тоа што сакавте вие да им помогнете како здружение на сите оние што земаат помала пензија, вие плативте данок на државата. Данок на државата, немаше потреба за таа работа, инспекторка. Не знам зошто не го промени тоа. И не е касно сега, и ова влада да го промени тоа. Да, и треба да се промени, затоа што сепак се работи за хуманитарна за нив. Од нивните пари за нив, од нив за нив парите се. Исто така е да кажам, пошто сум на таа тема во прашање, околу ова прашање, ние речеме покануваме велија другери, покануваме болници, Промедика и офталмологија Скопје дојди, тука ги поканив да му мерија минерали, дали има во телото, како имаш минерали, како се чувствува. Потоа мерење на крв, мерење на притисок. Од велија донации, суплементи земам, витамини ни даваат. Се бесплатно, како донации ни ги даваат. И сега си вика, ви овеличи ни ги наплатат. Срамота е, викам, ти се ги даваш за разговор. Плюс тоа, не би требало да многу предлози имаме дадено ние како здружение од Кавадарци во Сојузот кога одиме на состаноци. Пензионерите нека знаат во Кавадарци дека и штитиме нивните интереси. Тоа после ќе зборуваме за оноа за еднократното ова што вика за покачување на пензијата. За тоа што ги штитиме нивните интереси, предлози даваме таму. Предлози даваме минимална плата. Тоа го дадов ја лично пред бившиот премиер ова што е министерка за труд и социјала. Тогаш ова е пред 2 години. Под 16.000 денари да нема пензија, а сега има 9-10 дни. Тие да ги снема веќе. 16.000 најниската да биде. Па нагоре, може до 18, може 20. Разбира, зависно од моќта на држава, економската моќ. Од буџетот како е. Да. Тоа е срамота.
само те 9 или 10 или мора под 16 да нема пензија. Тоа ли беше И она кој има покачување на пензиите, стално го потенцират горе. И сега не е касно. Дегресивно усогласување на пензии. Или скалесто покачување. Што значи скалесто? Ако 8% се покачува пензијата, 2% на највисоките ќе му дај по срамота ти ги зема големи 40, 50, 60 илјади пензија зема. Па 2% ќе му дај, другите 6% ќе му дај, што овие други. Да, и така би било и по-фер. По-фер е тоа, почнува таа дискрепанца да се прави разлика. Дискрепанцата е разлика, ќе дојде пензија 1:8. Како ќе опади, ќе се стесни круг, ќе дојде 1:3, 1:4, порано било пензијата. Многу голема е тоа. Има многу да се разговара на тие многу предлози даваме. Од аспект, да ви кажеме други хуманитарни работи што правиме. Самата комисија за здравство му даваме парична помош, замисли на загрозени пензионери до 23.000 што се загрозени, му даваме помош за катаракта, за очни болести, за операции. Да не знам какви операции да на самата комисија има тројца доктори во комисија. Тројца доктори. Можам да ги потенцирам. Диме Алексов, бивши директор на болница што беше Драги Димитров и Димчо Јосифов. Тројцата се врни, мислам, лекари и они оценуваат колку треба. Му даваме, одречимо од 2.000 до 10.000 помош, парична помош, процентуално. Од Сдруженијето на пензионери. Од тие пари. Тие се сите пари одат. Ти викат парите кај одат, парите одат, се знае од чланарината. Ви кажам за чланарината. Ако имате некој прашање или да продолжам, не знам. Продолжи, нема проблем. Чланарината колку е? Чланарината е 170 денари. Што се тие 170 денари? Секој да знае. И стално ги повикам, кога не ви е јасно, не во изборовите по чашијата, што викам ние, во кулуари, лаги за информација. Дојдете, ќе ви го објаснам. Од 170 денари, 30 денари. 30 денари се 27,5 одат во нашето здружение, а 2,5 денари, 2,5 во Сојузот. Да се финансира Сојузот. Тоа е тело, Сојузот, да речем 5-60 колку се души, тоа е сојузно. Сојузно здружение на пензионери. А ние ги земе вечниот дел, поголем е 27,5 денари. Значи тоа се 30 денари. А 140 денари за посмртнина. Таа е за посмртнина. Таа посмртнина е посебен солидарен фонд, се вика, организационно го вика, добро солидарен фонд. Ван тоа што го плаќаат редовно преку комуналните предпријатија, така? Да. Значи 140 денари ги плаќаат, пензионерите ги плаќаат, по пензијата им се одвија, значи 30 кажавме, 40 и 140, 170 вкупно. Значи тие 160 за посмртнина. Не дај Боже кој ќе умре некој за да. Сега е 35.000. 30.000 беше посмртнина да се плаќаше, али тоа на сметка, не се плаќа кај нас директно, порано директно се плаќало, сега на сметка од фондот му го плаќаат директно 35.000 посмртнина. Не дај Боже, мислам некој пример да кажам, 64 години напред, после 3 дена умре, не дај Боже умира. Ги зема 35.000. Ако некој оставал, да речем, го оставал 13, 14, 15 години. Затоа се вика солидарен фонд. Од сите и тие 35.000 за посмртнина одат. Сега, тука јас пак ќе ве попрашам уште малце под прашање, пошто еве објаснивте дека има солидарен фонд преку пензионерите за посмртнината. Од тоа значи дека башка се од фондот што земаат редовно сите пензионери, без разлика дали се членови или не во Сдруженијето, или тие 35.000 денари што ги даваат редовно на сите пензионери. На сите пензионери. Вака, тоа е само оние кои плаќаат чланарина. 280.000 во Македонија плаќаат чланарина, иначе пензионерите во Македонија се 337.000. 280.000 имаат подпишани со само до пензионирање, кога што отиде кој ќе дојде денот, подпишува се изјава дека плаќа чланарина. И сега многу души има и протести, да речем, или некои разговори, паралелни здруженија, ние ќе направиме здружение, ќе направиме. А ако ти не или ќе се откажеме чланарина, ако се откажеш денеска од чланарина, ја да се откажам, утре умира, не ми следува жедер. Ви кажувам иско, кој ги дае за кога? Не, значи мора да си член чланарина да плаќа за да може да ја земиш таа посмртнина. Не можеш, ако се откажеш од чланарина, веќе не ти следува посмртнина. А за тие години кога додека плаќал? Море. За тие години додека плаќал, да речеме. Плаќа, да речеме, 5 години и се откажува.
од чланарина. Па не му следува. Не му следува. За тоа се тие пари. Значи, од него пак се за него. Значи, он на тие век на 64 години, коди во пензија, значи на 82 години, 18 години му требаат него, 18 години, да плаќа по 140 денари, тамам прават тие 35.000 да си ги земе. Во ред. Меѓутоа, еве, ако се случи човекот да не ги доживее тие 18 години за да плаќа. Порано, да речеме, починува. Да. Дали му следува? Му следува ако Во плаќаш случај на чланарина. смрт, ако плаќал чланарина. Ако плаќаш му следува, како не тамам работа. Освен ако рекол, ако се откаже од чланарина. Так. Ја вик се откажам. Зошто ви ги точите парите, одете негде, јадете, пиете, ги искорзи. Па никој не ви брани. Не можеме ние со инка да ги викаме 7300, веќе одиме ваму. Затоа ве користиме вас. Ве користиме радио Каваси, огласна табла, на Facebook, имам на страната на ЗП, на Сдруженијето. На сите, кој сака некој, никој не го брани. И се некои предваруваа. Ода, се снојѓаат и ќе се напомнат еден, два автобуса, искорзи, сега да одиме ние. Кај не сме биле, една матка бе, не вика Серменини во Водопади, но на Свете Атанасиево, Конопиште, сега да искорзи, сега да правиме. Да, ама тоа е ван тоа сега што го дискутиравме околу чланарината, зошто се плаќа таа чланарина, да им биде јасно на гледачите. Дека, ете, намената е уствари за да имаат, нели, откако ќе дојдат тие моменти неубави, да биде подкрепено семејството. И најбитниот момент е тука, значи, на хуманитарниот дел најбитно, покрено околу лекарска. И банјското лекување го забораваме. Банјско лекување му даваме, процент му даваме. Ако му е ниско, зависно од чекчето, он мора да го донесе чекчето, извод од матичниот. Што го праќа во беви, да речеме, имаме договор, ние со Негорци бања, имаме договор склучено. Толку проценти. Таму обовезно 10 дава. Кај нас према пензијата може да дојде 10, 20, 30 до 40% може да дојде. Ако треба 10.000 да плати, ќе плати 6.000, 4.000 ќе биде ослободен. Они се најниските. Зависно од границата. Има 9, 10, 11 и према чекчето и му утврдуваме процентот. Секојдневно идат луѓе, секојдневно одат во Негорска бања, секојдневно. И тоа голема помош. Огромно дрво. Помош огромно дрво. На 6 месеци, на 6 рати му даваме. На 6 рати. Не е малце тоа 6 рати да ги плаќат. Огромното дрво да си го плаќа. Има договор со Радовиш. Прекрасни дрва носат. И многу души се задоволни. Не знам, пензионерите идат, еве 4-5 години. Јас сум тука да речеме 2 години, скоро толку 2 години нешто може да сум. На 26.5 и 2 години еден месец да речеме. И со нив пак соработуваме и претходно се работувале, многу убави дрва носат, огромни дрва. Сега давате да речеме 4400, 4100. И тука сега имаме предлози замерка. Зошто на пензионерите толку на тој дел да не се одбие некој данок, некој млазе помалку да плаќа? Значи тоа сето треба го даваме предлог до влада, до Министерство за труд и социјала. Треба некажа за грижа за позитивната листа. Па многу скапи лекови има. Цело време да тоа, сите овие барања ги имаме дадене. Джаба не прозиваат, не штитите, не ни правата овона. Оли само политички дело на сменување, да си одиш, ова не чиниш ти. Тоа лаги дезинформации се шират низ градот. Не е убава работа, затоа што целосно сум ставен во заштита на пензионерите, зашто пошто ме инструкта, тоа ги знам сите закони и сакам да ги почитувам сите. Така и треба, за да се подобрат условите. Еве нешто се спомна дека ќе се менува и позитивната листа, да се надеваме дека... Дај Боже, кој дај влада нема врска тука, политика не расправаме ја. Само за ова дека, политика во Сдружение не. Иде од СДС, иде од ВМРО, иде од либерално, од ови, како ги викат партии другите. Не, надвор, политика не е тука. На органите, кои имаме состанок, вамо не. Надвор, ти кај сакаш, оди поручок, не ми интересира. Протестираш ли, не одиш или на митинг или кај сака. Тука никако политика. Ние не сме политика. Треба. Не сме ние пензионерска. Ние сме трета доба. Не останува многу помалце живот за разлика од нормално од младите да живи. И тие да дочекаат на нашите години. Така е и сите ќе го доживееме тоа што вие го доживувате во моментот. И убаво е што сте активни, јас колку што имаме и сознанија дека веќе изготвивте и проект за дом за старите лица,
кој ќе биде сместен во паркот и ќе биде фантастичен, убав објект каде што ќе имаат каде да креираат, талентот да си продолжат да си го негуваат. Ајде малце подетално за тоа да ми кажете. Благодарам. Ето го чекав тоа прашање, еднаш го дискутирав, али у помал формат или помала форма да речеме, или помалку што вика реченици дадена на таа во тој дел. Значи тој проект потекнува, пак ќе кажем, и од претходното раководство потекна да оставиле тука до локална самоуправа нешто до влада, пишале тоа само напишан документ. Никако со правна и градежна документација. Ја кога дојдов, правна и градежна документација. Имаме во самиот извршки име градежен инженер, тоа е Стојан Петров, нема што да се крие, исто и син му Стојан, како го е Крсте Петров, они работат на таа материја, правници сум, јас по струка, уште 20 идовме и одевме во општината, заедно со локална самоуправа и благодарение на градоначалникот и министерката поранешна и стално 5-6 состаноци одржаме. Кај нас 2-3 во собрание. И заедно решиме дека треба заедно да се прави. Сега направивме два урбанистички плана. Едниот урбанистички план е за општината, што го протежира градоначалникот, свака му час, 70 или станбени единици ќе прави. А нашиот дел ќе биде, се вика Дом за стари лица, забавно-рекреативен оддел. Во тој забавно-рекреативен оддел, со 2D оддел, ќе биде нов ресторан, ќе има просторија за игрорна, за пеачка група просторија, припрема, библиотека, шаховски клуб, литературен клуб, со сите тие. И горе ќе има како тараса, да речеме, со настреши, со шатори, летно време биде многу убаво. На самиот кров. На самиот кров. И тоа замислено од чиста еколошка средина, не случајно избрана таа локација на улица Дисанска, тоа е кај паркот. Сите го знаат паркот, како го викаме ни над болниците или порно како беше на турските гробишта, надолу таму кај зградата, али во самиот парк. Во чиста еколошка средина. Да, каде што ќе можат и да се прошетуваат, во летно време на ладовинка. Знаеш што значи сега ти како дедо, или како татко, мајка да си го земиш детето или внучето да го земиш да го прошеташ таму. После тоа да се шеташ низ паркот. Чиста животна средина, околина, знаеш што значи? Чист воздух. Сите за тоа денеска сите одат на паркот, докато студенти се шетаат. И да си го прошеташ и после во ресторанот се напиеш сокче, се напиеш кафе. Значи тоа е работата. И тој дом за рекреативен, нашиот го викам, нема да служи там да си игра комар. Тоа, ја ќе го забранам тоа. Не може како во овој дом си играат карти. Комар, ние го викаме комар, карти си играат, како играат, не. Тука да. Али че таму, тоа мора да види тоа широко за сите, да не види само за пензионерите, тоа мора да види за граѓаните. Секој може таму посебно за жените. Јас ја барам таа родова еднаквост. Не сакам дискриминација. Мора жените таму да се приклучат. И они да играат шах, и они да играат табла. Ме разбирате? Да се дружат, да прават чајанки, седенки да прават. Тоа е многу битно. Значи родовата еднаквост мора да ја запазим. Да и се проживи шанса, не само мажи да се збираат. Но битниот дел е тоа. Таква ми е замисла. Јас сеќавам нешто кога правам, нешто се некоја иновација, сакам да креирам. Така, има ли предвидено кога ќе започне да се знае ли да се гради овој дом веќе конечно? Да, сега ќе го на владата е донесена одлуката, тука ја имам одлуката, не сакам сега да не ја вадам тука, и на 3.1 е донесена владата во дека овој пензионерски дом што ќе се гради заедно со општината, и ние до друго сме, они се до нас, ние сме одма до нив. Вака сме како залепени сме. Идеме како залепени. Нивниот и нашиот. И заедно одлучиме со градоначалникот, заедно да го почнеме да го градиме. Ова мора да го кажам, пошто ни го доделија земјиштето бесплатно држава. Значи земјиштето бесплатно, без надомест. Тоа е многу битно дел, сега да те терат да платиш уж земјиштето. Сега државата, или локалната самоуправа градоначалникот ќе го прават они нивниот дел, ние ќе го правиме малку од сопствени средства. Пошто има акумулација на поранешни средства и не сакаме тие средства да ги расфрлат, да ги штетаме, да не вика тебе шетат по екскурзии годон, јас сакам на Мачински, да најдат место. Затоа што морам да спомнам, ако се порано се почнало со ова работа, со сета правна и градежна документација, сета ја завршивме, сега се останува уште
градежната дозвола да се земе. Да се подпише договор со локална самоуправа за земјиште за локацијата и да се земе градежна дозвола. Ама настапи изборите. Во избори не можеш да го правиш тоа. Знаете, Државната комисија антикорупција тоа не смееш да ги правиш тие работи. И сега го чекаме моментот, контактираме со градоначалникот и со општината кога тоа ќе го се направи и да го се донесе на владата или ќе да се даде таа градежна дозвола. И да почне тендерот. Мораме тендер да распишеме да се јават 3. Значи, тројца изведувачи. Изведувачи затоа што тоа формата законска не сака никој кривично да одговара, утре некој да решава. Така и наисправно. Да, и имаме ние 5-мена комисија внатре, комисијата заедно со тие, да речем, изведувачи што ќе бидат заедно, ќе имаме и надзорна комисија, да се види која е најдобра понуда, таа ќе прифатиме. Сега и обезвреднија материјалите. Порано материјалите беа поевтини, се знаете железо, цигла, цементот да не ги редам. Но беа скапи, порано да се почнува, порано и помалце пари ќе беше. Се повеќе пари ќе коштат, тоа што гледате поскапување на сите материјали. Така е. Тоа некој треба да го мисли да го прави. Јас кога дојдов одма прво тоа се зафатив за тоа прашање. Да не се трошат пари, да не вика да ги потроши, значи домаќинско трошење. Да не се оде да рече порано не сакам претходно да ги како да ги критикувам. Не може сега да ние дојдеме исклучно во Холандија, како порано. Во Виена гледам таму слики, во Париз бил. Ама нема потреба така работа. Да се зато овде за идните генерации. Ово не се прави за сегашните генерации. Ово се прави за идните генерации. Да оставиме нешто за нив. Разбирате? Да. За нив да оставиме, да они да се почувствуваат дека некој имал ентузијазам голем тоа да се направи. Така и тие да продолжат. Така е, да им дадете еден правец дека треба да вложуваат онаму каде што им е неопходно и каде што имаат потреба. Значи, еден од поголемите проекти ви е овој, со Старскиот дом за рекреација, кој ето јас се надевам дека најбрзо што може ќе ви ја дадат таа дозвола и ќе започнете. Да, мислам, не знам сега, зависи да речеме од владата и локалната самоуправа, дека мислам дека тука градоначалникот нормално и локалната самоуправа тоа ќе го издействува, што побрзо таа дозвола да се даде и да почне да се постапката за она што го викаме тендери да почнат. Да. А каква ви е соработката со останатите здруженија во Република Македонија? Имаме многу добра соработка, имаме со некои сме безбратимени, да речеме, избратимени сме со Прилеп, со други здруженија со Кочани, избратимени со Лесковац, сега скоро бевме во Лесковац, со Перников, Бугарија, али заради овие однесни маце не сме отишли натаму, мислам Перников, однесни маце, не е ситуацијата таква, има со многу, али со многу здруженија многу не бараат. Не бараат, сакаат да му присуствуваме, да му одржаваме, да речеме, они организираат нивната пејачка играна група, нашата и уште 2-3 ќе викнат здруженија, ајде само да не гледаат, да ги слушат нашите песни. Нашите песни, мислам, јас сега ги зборувам, пешо ќе ми се налути музичкиот професор и сте, и викам над 300, како бе над 300-500 песни преку повеќе знаени. И тоа замисли стари изворни македонски. И не сакаме и се истите да бидат. Се различни, цело време тоа се трудиме, различни, да не бидат мори, моме, се тие истите, не шакате. Значи да ви биде поголем репертоар. Репертоарот и се поразлично, на секој надпрограм се поразлични. Исто е кога бевме во Мерак на 2 пати бевме, во Качамак 3 пати бевме. Не позиваат, не викаат. Или сега на МТВ еден не викаат. Кај Јасмина, што е водителката, не вика, мислам за 2 недели така отприлика ми кажа дека треба пак да видиме таму да одиме нешто да направиме. Направивме нели USB, направивме CD. Сето тоа го направи, сето сакат да го продефилираат би цела Македонија да се види тоа. Да му дајме примери за другите здруженија како. Не само тоа, можете да бидете и амбасадори и на самата држава, да одите и надвор од државата доколку ве поканат од некој од ете исто здруженија на. Бевме во Лесковац, да, бевме пред месец, мислам, отприлика беше, во Лесковац бевме, нашата играна група ја протежиравме, затоа што и она е добра, и она учествуваше меѓународна фолклор се вика на ние ги викаме по нешто ора игри, ги викаме они групи, они ги викаат и така. И бевме и многу добар впечаток оставиме. Не знам Македонија сега да пошто песната на македонска многу е изворно, не знам од цела еве се слуша и на овие емисии никад не е касно од Звезда Гранта и учествуваат и наши сега да е македонската. Метме во Словенија пред 5 години, па тоа беше широко од цела. Посебно словенците сите излегува да плускаат и играат ора со нас.
Замисли, ние пејачката група игра, ние играме. Браво. Супер. Значи, друго до крајот на годинава што ви е во план еве да начнеме да споменеме? До крајот на годината најнего го чекаме овој дел, ви кажав сега, зборуваме на таа тема околу домот. Околу домот, процедура, таа ни е најважниот дел. Затоа што сакам тие средства да се потрошат домачински, да не се потрошат само за ваки шетање, екскурзии, не се тоа шетање, али тоа пензионерите го барат и нив му тоа му треба. Сега нешто трето животно добро, сите тоа. Стално прашуваат председатели кога ќе има екскурзија, кога ќе има, кога планирате. Само тоа не можеш ти секој ден да го планираш тоа. Мораш да видиш како ти е буџетот. Јас сум едини потписник на сметката. Не сакам ја утре да одговарам позади мене кој ќе дојде некаде да рече чекај ти што си правил. Мора да ги планираш, да ги балансираш средствата. Колку земаш од планирата, колку трошиш месечно. И се тука ми е балансот, како паланца сум јас. Така со по природа, така со цел живот сум работел. И кога сум работел и сум бил и директор, не е битно тоа да не се враќаме назад, што сум бил ти испалија да ги се фалам, али сакам домаќинско. Се по статут си работи и по програмата. Се сакам да си види цаком паком сето наместено. Опрема му купуваме. Треба да знаат дека опрема на пејачката група на игрора, на спортистите. Сега бевме на републичките овие регионалните, сега чудим на републички, осмоивме второ место в купен паста. Име 6 први места. Не е малце тоа. Да, и сето тоа од средствата го плаќате, да речеме, вие како здружение. Како здружение сето од нас го плаќаме. Немаме, никој до сега не ми дал пари, донација да им даде пари, да рече пари нати овдол. Едина донација што ни ја даде, морам да го спомнам, овој Крсте Петров, за проектот што ни го изготви. Проектот го знаат, еднаш на КТВ телевизија го дадовме. Проектот кошташе 8680 евра. Тоа се околу 500 донација. Не сакам да земам пари, кај што татко ми е член, кај што е градежно го води, он го водеше тој проект, он го правеше. И член на извршен одбор, вика, тали ја да земам пари од вас, срамота е, вика, не сакам да ги земам тие пари. А донација не е малце, 500 тие, многу значи. Ќе направим многу други активности. Многу други активности, точно така. Добро, за теков на што ќе се случува понатаму, повторно ќе ве повикаме во утро, ќе говориме. Јас ви благодарам што бевте дел од утринската и што одблиску начнавме повеќе теми и ги запознавме гледачите, а и пензионерите во детали за се она што се случува. Благодарам на поканата и на крајот сакам да ги поздравам сите пензионери, го посакувам добро здравје, долг живот и меѓусебно да се дружат, да не се караат. Така. Само да шират позитивна енергија, да шират. Така, ви благодарам.